Министерката Добрина Радмина Шекеринска денеска даде изјава во врска со овој случај, со тоа што кажа дека практично вмешаноста на незиното име како дел од овој случај се чисти невистини. Како го коментирате тоа? Видете, ако гледаме така, сите што се некаде обвинети се велат дека се работи за невистини. Тоа е како прво, како второ. За да можеме да бидеме сигурни дали е нешто вистина или невистина, обвинителството мора да почне да работи, обвинителството мора да почне да ја поврзува, да ја истражува таа спрега помеѓу организацијата на Боки 13, каде што членува половина влада, каде што членуваат семејства на функционери на СДСМ, семејства на градоначалници, семејства на оние кои што потпишувале меморандуми со оваа организација. Мора да се истражи случај каде што веќе граѓани се јавуваат дека се плячкани од самото здружение, посочувајќи лица со име и со презиме кои што земале торби. Мора да се истражи се до крај, бидејќи ова огромен срам за државата. Тоа што е срам за оваа власт е едно, што е срам за долгорочен за државата и со кое што ќе треба да се носиме и во идната влада на ВМРО-ДПМН ќе треба да ги пегла овие скандали за да може да докаже дека има вистинска борба со криминалот и со корупцијата, мора да биде истражено до крај. Граѓаните тонат во сиромаштија токму заради вакви зафати на ова обвинителско владина државна мафија која што го плячкосува народот. Со оглед на тоа што ова е голем случај кој што се случува во државата и Катица Јанева и Вилма Русковска се на летен одмор, верувате ли во институциите дека ќе има разрешница и дека главните актери ќе сносат одговорност? Токму пред малку споменав дека и они што гони и они што треба да биде гонет се на одмор, уште повеќе што они што треба да биде гонет, они што е посочен дека бришал докази, оној што давал наредби да се бришат докази во специјалното јавно обвинителство, оној чиј што глас се слушал преку интерфони на мобилни телефони, како што посочуваше и самата Русковска, е на годишен одмор ни помалци ни повеќе туку во странство. Како може човек да поверува? Не е, граѓаните повеќе не веруваат. И во сама една изјава на Вилма Русковска за случајот Рекет, неодамна преку еден медиум, вели, граѓаните не знаат каде да се обратат да пријават случај, гледајки го Боки 13, неговото здружение, цела власт околу обвинители, суди, министри, градоначалници, дека се блиски со него. Нема верба во системот. Тоа е една од поголемите прашања кои што го поставивте. Ви благодарам што имате таква перцепција. Имате и други прашања? И за случајот со приведувањето на директорот на Централниот регистар. Да, ви благодарам за прашањето. Предпоставам прашување за оградувањето на Костадин Костадинов од Зоран Заев и за наводните насоки кои што тој постојано ги посочува. Па видете вака, колку што може да го разберам вчера, Костадин Костадинов, тој споменува лидерска, а за да има лидерска, веќе неколку пати е посочено дека потребни се два услова. Првиот е да има допирни точки помеѓу двете страни, власти и опозицијата, за известни прашања за кои што може да се разговара на лидерска средба, а вториот е да не е изоставно да се разговара за предвремени парламентарни избори. Тоа што му пречи на Костадин Костадинов и на неговиот идол Зоран Заев, чиј што клон е Костадинов, ВМРО-ДПМН е вистинската опозиција, токму заради фактот што не им одговара на Зоран Заев и на клоновите како Костадин Костадинов. ВМРО-ДПМН одговара пред граѓаните и нивните потреби. Добро е што Костадинов, колку што разбрав вчера, почна да се оградува од неговиот идол Зоран Заев. Веројатно и тој почнал да разбира дека Зоран Заев е на политичкиот залез на својата кариера. Како што прочитав, Костадин Костадинов смета дека споредбата со Заев е безобразие, е безобразно. Па уште остана Костадин Костадинов да одговори, нели, во неговите одговори на нарачаните прашања да не се папагалско повторување на ставовите на Зоран Заев и наместо вакви
нарачени прашања и одговори. Костадин Костадинов, да речеме, да одговори за неговата улога при подпишувањето на меморандумот на невладината на Боки 13 со општина Струмица, или пак за неговата улога во непотистичката мрежа, да одговори колку долго неговата мајка остана на работа, а и покрај укажувањата од Државната комисија за спречување на корупцијата, или пак да одговори за како е возможно сите семејни бизниси на Костадин Костадинов да завршуваат со стечај, со финансиски проблеми, па и за можноста за негова вмешаност во скандалот наречен Полче, за што во јавноста нашироко се зборува. Тоа се одговорите кои што треба да ги даде Костадин Костадинов. Го поздравувам неговото бегање од споредбата со Зоран Заев. Тоа е можеби еден прв чекор за еден млад политичар како Костадин Костадинов. Во врска со централниот регистар, познато е дека секогаш кога има огромен скандал во јавноста, Зоран Заев и државната мафија прават злоупотреби на системот и на институциите. Во овој случај тоа е само и само кики и фрики, зоки поки да останат на слобода. Заев нарачува апсење на опозицијски поранешни функционери, додека тече милионскиот рекет и местени тендери кои што си заминуваат со извинувања до небо, мора да има апсења за дефокус од сето тоа. Тоа е тажната приказна за правото и за правдата во Македонија. Затоа Македонија тоне се подлабоко на сите листи за демократско уредување и на сите листи кои што ги мерат аспектите на една правна држава. Меѓутоа часовникот отчукува и ќе дојде време наскоро кога сите ќе одговараат за своите злоупотреби и злодела. Повелете. Вие велите дека поранешниот директор на Централен регистар е колатерална штета, дека тој не сторил ништо такво како што е наведено од истрагата, дека имало фиктивно вработено лице? Додека Русковска и Катица Јанева се на одмор, а истрагата се забошотува, издруженијето, така наречено невладино, со половина владини функционери внатре, вели дека никој досега од истрагата не побарал изјава или не влегол кај нив, а се апсат поранешни функционери, додека сета меѓународна заедница посочува на итно расчистување на рекет и борба со високиот криминал и корупција во Република Македонија, апсолутно не можам да гледам на овој случај како на обид за дефокусирање на јавноста и покажување на некаква, не знам, борба за кон правото и правдата. И второ, пред неколку часа председателот на партијата Кристина Лисковски, Така? социјалната мрежа Facebook, вие го споделивте неговиот статус. Апсолутно. Таму вели дека се подготвува плячка од 500 милиони евра во врска со клиничкиот центар. Апсолутно. Што се должи тоа, кажете ми? Во врска со позајмицата од комерцијални банки со високи комерцијални камати, колку што можам да повторам од обраќањето на Христијан Мицковски пред неколку дена токму од оваа говорница, говореше за изградбата на клинички центар и како ќе дојде до злоупотреба на тие пари во изборни цели, бидејќи не заборавите, се наоѓаме во речиси изборна година календарски гледано, ако се земе предвид дека власта прифати предвремени парламентарни избори. Парите кои што треба да се земат за новиот клинички, како што најави Зоран Заев и Венко Филипче, се петкратно поголеми од онаа сума која што беше со план, со финансиска конструкција изработени за нов клинички центар. Сега најавуваат, по не знам кој пат, изградба на нов клинички центар, на нова локација, и повторно најавуваат позајмица, огромна позајмица, но како? Без никаков финансиски план и без никаква финансиска конструкција. Не постои план за клиничкиот центар. Прво, како се знае колку пари ќе чини, како ќе знае зашто ќе бидат распоредени тие пари, во услови на огромна корупција, криминал од страна на државната мафија. Токму затоа,
веруваме дека голем дел од парите, заедно со овој инвестициски бум кој што го најавува сега Зоран Заев, нема да биде ништо повеќе, освен ново и ново повторување на ветувањата уште од изборната кампања на претходните парламентарни избори, во услови на нереализирани капитални инвестиции, сега најавува за неколку месеци инвестициски бум. И тоа, внимавајте, најавува инвестициски бум во тек на неколку години, во изборна година. Од тука и сомнежот дека станува збор за уште еден обид за злоупотреба на државните пари од киднапираното Министерство за финансии во насока на изборен подкуп.